Решавање на проблемот со хирушките сали, решавање на проблемот со кадар, ревизија на работењето од претходно. Новиот министер ке се справува со бројните проблеми во здравствениот систем. Министерот за здравство Арбен Таравари најавува целосен ресет на здравството. Новиот министер започна со решавање на најгорливиот проблем во моментов. Објавен е тендер за поправка на компресорите кои не работат во хирушките сали. Рокот на тендерот е најдоцна до крајот на декември, но од министерството ќе инсистираат салите во клинички што е можно побрзо да бидат во функција. Во меѓувреме ќе работат со исто темпо како што работат досега. Ја мислам дека повеќе од половина од капацитетите функционира. Ќе видиме дали можеме нешто да организираме и со 8 септември и со градска болница, дел од хитните операции да бидат координирани од тука и евентуално и колегите од тука дали може таму да ги работат одредени случаеви кои што навистина се итни. Приоритет на новиот министер ќе биде борбата со дефицитот на кадар. Проблемот со специјализантите кои го кренаа гласот непосредно пред изборите поради нивниот нерешен статус останува на Таравари да го реши. Најави средба со нив за да се најде победничко решение. Едниот предлог е на приватните специјализанти да им се даде решение за работа и тие да ги пополнат местата што се дефицитарни. Од септември мораме со деканот на медицински факултет да се договориме да направиме стратегија со која што одредени специјализации ќе бидат во мирување или во мораториум и другите ќе бидат фаворизирани. Може би ќе размислиме и начин за мотивација на помладите доктори да одат анестезиологија, радиологија, патологија, педиатрија и други специјализации кои што ни недостасуваат во државата. Разрешувањето на економските директори е само првиот чекор во реорганизацијата на здравствениот систем. Законот со кој се укинуваат организацијските места ќе се најде на утрешната владина седница. Дополнително се планира завршување на иницијативата сите клиники да функционираат во еден клинички центар. Таравари ќе работи на модернизација и дигитализација на здравството. На брифингот со новинарите најави дека за најмногу 2 недели ќе има нова позитивна листа на лекови, а се работи и на нов закон за лекови. Со дигитализацијата на целото здравство ќе се намали времето на чекање за резултати, а со тоа ќе се спречат и можни малверзации со лекови.